На неколку дена пред одбележувањето на 151-та годишнина од раѓањето на великанот Гоце Делчев и во екот на, би рекол, најизовриените односи на релација Скопје-Софија, утрово да си кажеме со поранешниот шеф на дипломатијата и вице-премиер за евроинтеграции Никола Димитров. Господин Димитров, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, добре ве најдов и добро утро на гледачите на Телма телевизија. Така, имаме договор за добрососедство подпишан на 1 август 2017. Имаме протокол базиран на тој договор за добрососедство од јуни 2019 подпишан од вас како шеф на МНР. Потоа имаме и протокол базиран на францускиот предлог подпишан од актуелниот шеф на дипломатијата Бујар Османи, кој вие па го критикувавте. И имаме неверојатно влошени односи меѓу двете држави. Многумина велат најлоши во историјата, во 70 години. Ние можеме да констатираме дека се најлоши од осамостојувањето на државата наваму. Зошто е тоа така? Како го објаснувате вие како поранешен министер за надворешни работи, како поранешен шеф на секторот евроинтеграција, како дипломат од кариера? Клучниот проблем е амбицијата на Бугарија да ја врати историјата назад или бегањето од соочување со сегашноста, реалноста на сегашноста. Ние често овие денови пред се во контекст на оваа понова ескалација, што може би кулминираше со таа тепачка во Охрид, гледам една теза што ми пречи и мислам дека е многу штетна. Имало поединци или сили што сакаат да ги расипат односите и пријателството меѓу Македонија и македонско-бугарското пријателство. Нема две Бугарии. Има една официјална бугарска политика. Таа официјална бугарска политика се обедини повеќе од 2/3 во собранието, нивно, во Софија, да каже дека македонскиот јазик не е вистински јазик, е вештачка работа. Што апсолутно значи дека и македонскиот идентитет, нашиот идентитет, за нив е вештачка работа. Тие што не влегува во тоа двотретинско мнозинство, Костадинов и неговата група, имаа транспаренти Македонија е бугарска и малку им беше. Значи, Радев вели, нема да дозволиме македонизмот да се легитимира во Европската Унија. Да, сакаме бугари во устав, меѓутоа тие таму не се малцинство. Таа теза на негација, не знам како официјална Бугарија не може да разбере дека е напад, дека е идентитетска агресија, дека ние сме нападнати како македонци. И тоа за ако они сакаат добри односи, треба да престанат да инвестираат во ваква омраза. Тие бугарски клубови кои што се финансирани, самиот финансиер, меѓу другото рече, па ја често добивам абери од бугарската држава што да правам. Значи, не е баш тоа граѓанска иницијатива чиста, очигледно дека има тука удел на и официјалната бугарска држава, им ставија имиња на соработници со нацистичка Германија. Нека отворат, еве гледачите, енциклопедија Британика за Борис III, ќе видат, краток е параграфот, меѓу другото вели, тој што соработуваше со Хитлер, ја внесе Бугарија во силите на Оската и за возврат ја доби Македонија и делови од Македонија и Тракија и така натаму. Значи тоа е клучниот Воре, тоа што го зборувате не е ново. Македонската јавност повеќе или помалку го знае. Таа политика на негација на македонскиот идентитет и јазик нас не ни помага да се правиме Божем не е така. Тоа никому не вие не можете да решите проблем во секојдневниот живот. Ако не се соочите со реалноста, ако не се соочи, имам проблем. Ако го пикате под килим, ако се обидувате да не мислите на тоа, да му затворите врата, си постои проблем. Што во таа смисла значи договорот за добрососедство, протоколите два што се подпишани, напорите на историските комисии да ги решаваат тие отворени прашања? Дали тоа не значи соочување со проблемот и обид за решавање? Имаме нешто што се вели официјална политика, нели? Договорот беше обид за решавање и тоа од прилика логиката беше ај ние ќе се соработуваме и ќе се бавиме со сегашноста, ќе развиваме соработка каде што имаме очигледен заеднички интерес, комшии сме, соседи сме,
А историјата ќе ми оставиме на историчарите, нека разговараат да видиме докаде ќе стигнат и така натаму. Потоа, од тие шини кои што имаат потенцијал да одиме напред, имаат потенцијал да создаваат вистина пријателство, Бугарија реши да ги растури тие шини. Во 2019 година со она декларација. Дали поради внатрешно тогаш имаше протести во Софија против корупцијата. И некогаш е згодно вакви прашања да извадите, малку да се дефокусираат луѓето од вистинските проблеми на некој начин. Дали тоа беше незадоволство, сакаа можеби повеќе да добијат, некои велат, други велат им пречи што од проблемот со Грција, со Преспанскиот договор, излеговме како македонци кои зборуваат македонски јазик. И едноставно, тотално се поместија, го испопрекршија договорот за пријателство, кој што вели тие ќе ни помагаат на европскиот пат, нема да ни го блокираат. И целосно се измести таа ситуација. Ние имавме 2-3 години принципиелна политика, бидејќи и затоа ми пречи она често обвинување националисти на двете страни. Многу ретко има, особено сериозни политички гласови македонски, кои што нешто бараат таму. Ама вие, не знам, не сте бугари. Ама вашиот бугарски јазик, ама еднонасочен е проблемот. Нашата вина, нашиот грев е дека постоиме како македонци. Ние немаме ние викаме оставите на рад, тие сме кои што сме. Ова е наша работа. Во 2017 кога бевте министер за надворешни работи, кога заедно Заев и Борисов го потпишаа договорот, а вие бевте таму. Немаше негирање дека не постоиме како македонци? Немаше негирање дека македонскиот јазик од 45-та наваму ќе биде признат во сите натамошни документи што ќе се базираат на тој договор? Јас речиси на секоја средба со бугарски представници, па и јавно кажував дека време е на Балканот да растеме и реално тоа растење значи и прифаќање на сегашноста. Не може ние да бидеме блиски и како држави и како народи ако постојано не негираат од таму. Не може во 21 век во Европа на еден народ друг да му каже што е и како е. Тоа прашање е само за нас. Има една книга Шешелј со наслов криминалниот проект на Римокатоличката црква што, парафразирам, србите ги направи хрвати. Тоа е слична теза. Хрватите биле срби, ама преку католичката црква станале хрвати. Ама тоа е Шешелј. Не знам, 2011 мислиш. Ова стана официјална политика. Јас да бев бугарски министр, првиот ден ќе се повлечев. Или да сум македонски министр и ние на друг народ да му велиме, вашиот јазик, значи примитивно е. Господин Димитров, со Прилично толку контакти крупна во цивилизацијска меѓународната заедница, верувате дека ова Софија може да го прави без замин на Брисел или на некој европски центар на моќ? Па гледаме деновиве дека Европската унија го седна на столче и го смири дури и силниот на зборови. Долги години им покажуваше мускули. Вучич, па еве сега ќе постапи согласно француско-германскиот предлог, нели? Верувате ли дека Софија може да го прави ова на Македонија без ако нема грб во некој моќен центар во Европа? И дека на Европа и одговара оваа политика за да нема дополнително проширување на унијата? Може би повеќе обратно. Јас не сум од оние кои што велат дека се е предодредено и дека малите држави мора да прифаќаат се што ќе им сервираат големите, инаку нема да ги биде. Нема да успеат. Светот не функционира по строги правила. Во последните години целиот светски поредок е во некој вид транзиција. Многу од нормите, ние имаме една од 5 постојани членки на Советот за безбедност во Обединетите нации, формирано после Втората светска војна, за да нема војна, да нема напад, да нема употреба на сила, да нема закана, да нема насилна промена на граници меѓу државите. И гледате што направи Русија, Путинова Русија во Украина. Живееме во време кога многу малку има старите демократии
си имаат големи проблеми. Ве молам за Значи- поконкурентен одговор на ова прашање. Знаете веројатно дека во Холандија на пример нема атмосфера за проширување. Австрија, мнозинството австрици се против. Да не зборуваме за скандинавските земји. Прашањето е дали има поддршка Софија во оваа негаторска политика кон Македонија како алиби за непроширувањето на унијата? Проширувањето е во криза веќе многу години. Последниот успех беше 2013 година Хрватска, 9 години. Србија и Црна Гора, едната преговара речиси 11 години, другата речиси 9 години, многу малку можат да покажат што направиле во смисла на колку се поблиску во подготвеност. Јас мислам дека нашата Македонија кога стана кандидат 2005-та, тие неколку години после тоа веројатно беше посериозно подготвена отколку денес. Значи ние имаме една многу сериозна криза. Фали европско лидерство и фали визија. Вие ако одите со европските лидери сега, особено зад затворени врати да ги прашаме дали имаме амбиција за една Европа? Или имаме амбиција за јадрото на Европа, каде ќе бидат просперитетните држави, каде нема да се толерира корупција, каде ќе се живее добро, пак имаме втор круг околу нив, пак имаме трет круг. Значи дури и во ситуација на војна на континентот, во една нешто што треба да биде незамисливо, фали уште една сериозна визија и од тука и околу проширувањето од еден амбициозен проект на обединување на Европа, ќе им помогнеме да се реформираат, да станат како нас и ќе ги земеме во членство. Процесот денес повеќе личи како процес на менаџирање на кризи. Ќе ги држиме блиску, па ќе видиме што ќе правиме. Да нема некои големи поместувања, да нема некои големи дестабилизации и експлозии, ама амбицијата е падната. Значи, и во таква една констелација, во услови кога Унијата одлучува со консензус, имаме Бугарија која што реши да си докажува дека е голема членка, изживувајќи се врз помалиот сосед. Денеска во посета на Скопје министерот за јавен ред и внатрешни работи на Бугарија ќе се зборува за како да се менаџира чествувањето на годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Очекувате ли спласнување на тензиите или доправа ќе ескалираат во наредните денови? Заради овие, како што велам, нападот, провокацијата со имињата на културните центри во Битола и Охрид, немањето на еден наратив. Милков, запрашан дали ќе ставите ново вето, рече на што да ставиме вето, они немаат почнато преговори. А нашава влада на 300 звона преговорите почнаа. Нашата влада уште во ваше време велеше дека преговорите почнаа. Вие велевте дека преговорите почнаа. Не, никогаш. Вратете се на мои изјави. Јас го велев тоа што го кажа Европската Унија. Мојата вина беше што верував во зборовите на Европската Унија. Меѓутоа, знаете како вика народот? Излажете ме еднаш, гревот е кај вас. Излажете ме 2 пати, 3 пати, веќе кај мене ќе биде кабаетот. Ние сме нашата влада денес, и тоа условно нашата, се однесува неодговорност према својот народ, бидејќи не се потруди да добие некакви гаранции дека ова го правиме вистина со некаква цел. Па немаше европски лидер што не дојде тука околу Преспанскиот договор да каже поддржете го ова, почнуваат пристапни преговори. Тоа ветување Европа не си го испорача. И ние имаме одговорност према својот народ да ги подсетуваме и да се обидеме да имаме пакет што ќе има смисла. Што нашите жртви ќе ги врзе со придобивки. Таква работа нема во сегашниот пакет. Владата вели историските прашања не се дел, не се услов. Ај нека излезат Бујар Османи и Милков на пресконференција и заедно нека кажат како го разбираат ова што го прифатија. Почнавме преговори или не почнавме преговори? Историјата, резултатите од комисијата на историчарите ќе биде услов за нашите чекови кон Брисел или нема да биде услов? Имаме тотално различни Господин Димитров, факт е дека во 2020 и 2021, како рековте дека Бугарија почна
за вас од вам неразбирливи причини да ги заострува односите, односно да не се придржува на договорот за добрососедство и да раснат амбициите и говорот на негација на македонскиот идентитет. Вие молчевте во 2020 и 2021. Станавте критичар откако беше објавена новата влада на Ковачевски. Тоа беше теза. Не, и министерот Османи кажа дека во ваше време е подпишан протокол со Бугарија кој е 95% еднаков на овој што вие го критикувате базиран на францускиот предлог. Кога немате аргументи во јавниот дискурс, во политичката дебата, обично фрлате дрва и камења лично по соговорникот. Таа теза дека јас сум молчал, а сум зборал после, е отприлика тоа. Ај да се вратиме на суштината. Јас од Страсбур во една дебата со Захариева како член на влада, значи сите мои настапи биле на овие принципи. Еднаш за 11 октомври од Прилеп кажав, не можеме, ако е цената јазикот и македонскиот идентитет, нема за нас Европска Унија. Прв од тогашната влада. Значи, мене Бугарија преку оној од БГНС ме нарече коронавирус за бугарските интереси. Најопасен. Значи, јас постојано сум конзистентен и ги бранам македонските позиции. Тоа што владата реши да се откаже од македонските позиции, беше причина за нашиот судир. Добро, така што оваа теза, он зборел вака, он мислам... Не, еве конкретно одговорете ми. Од она што го потпиша Османи во јули 2022 минатата година со Генчевска, протоколот базиран на францускиот предлог, што... Една клучна разлика има. Да, од она што вие претходно го договаравте го потпишете. Претходно, првиот протокол и воопшто односите и проблемот беше билатерален. Македонска страна, бугарска страна. Вториот протокол ги врзува билатералните маки, историјата, другите предизвици и проблеми и негирања, ги врзува со европскиот процес. Сите земји членки, португалскиот предлог, официјалниот став на Берлин, ставот и на Париз во тоа време, Виена, Чешка и Словачка беа никако историско-идентитетски прашања во пристапниот процес. Тоа ќе биде страшно лош преседан, тоа го кажа експлицитно и јавно австриската министерка за Европа. Зошто ние решивме нашите тоа прашање никако не можам да ме разберам. Зошто одеднаш решија да се откажат од македонските позиции? Нашата позиција и за уставните амандмани беше, што беше дополнително прашање, последно дополнително, што дојде од Радев, прв пат, ако не се лажам, на еден состанок во Брдо, словенечкото председателство. Нашата позиција беше може на крајот на процесот. Кога Софија ќе го ратификува пристапниот договор за македонско членство во Европската Унија. Тогаш можеме и ние. Зошто сега? Па уште и на полупочеток, уште не почнати. Добро, од ова што го зборувате, каква е европската перспектива на Македонија? Заглавена во Софија, очигледно дека немаме излез, бидејќи ќе треба да се откажеме од она што не може никој да се откаже. Европската перспектива имаме три предизвици. Едниот е Бугарија, со оваа амбиција, која што неоддалечива од нив, ова е историска грешка на официјална Бугарија. Наместо да ни бидат вистина блиски пријатели, они ни станаа отворено непријатели. Не може да не ве почитуваат и да велат јазикот вие вештачки, а да се правиме пријатели. Тоа е недоветно. Значи, има една голема непредвидливост од билатералниот однос, бугарскава амбиција кон македонците и македонскиот народ. Второ, неспремноста на политичките партии, повеќето од нив се однесуваат како политичко-партиски дуќани. Влегле во политика за личен интерес, а не за општото добро. Партизацијата, клиентелизмот, корупцијата. Еве, слушаме делегацијата во Скопје, ГИР. Едно чудо, важни случаи, застаруваат пред опасност од застарување. Она што се случи во обвинителството, она што се случи председателката нова на судскиот совет.
некои обиди околу медиумската ситуација, ќе видиме дали ќе останеме на програмата Креативна Европа, ако до мај владата не се усогласи со една европска директива за аудиовизуелните медиуми. Значи, капацитетот да се спроведуваат европски политики дома. Владава мафта со европското знаме, а дома не оддалечува. Нели, во моје време донесовме една агенда Европа дома. Тоа е суштината на пристапниот процес. Европски политики дома. И третиот предизвик за европската перспектива, некои велат да го фатиме брзиот воз за Европа. Не само што нема брз воз, туку нема ни воз, а и шините се подизместени. Како пругата кон Бугарија, така? Значи, за Франција, а тоа и канцеларот Шолц јавно неколку пати го повторува, проширувањето ќе се случи, важно е, за стабилноста на Европа, овој геополитички момент, меѓутоа, прво треба да се реформира Европската Унија одвнатре за тоа како ги носи одлуките, меѓу другото. Да не бидат со консензус, туку да бидат со некакво квалификувано мнозинство. За надворешната политика, за фискалната политика. Значи само тоа ни е шанса да нам како Македонија? Ние имаме прво реформа внатре во ЕУ? Ние имаме неизвестност од европска страна, имаме неизвестност од бугарска страна и имаме неспособност или немање политичка волја внатре на нашите политички елити вистина да работат на Европа дома. Немаме друга опција. Ја не мислам дека е ова со неколку искрени чекори со политичка волја може да се смени атмосферата, меѓутоа илузијата дека некој од надвор ќе дојде и дека ќе ги бере нашите галиња и дека ќе ни ја поправи државата е илузија. Господине Димитров, звучите по-критички од најгласните опозиционери. Видете, имате ако ви понуди некоја идна влада повторно место во владата, би се нафатиле? Никогаш нема да се нафатам повторно да бидам како фигура во политиката. Бевте фигура до сега или? Па јас имав известно влијание заради јавниот рейтинг, заради пријателите во меѓународната заедница и заради мојот личен авторитет. Меѓутоа, немав парламентарна група. И дел од моите битки не беа само околу Бугарија. Например, бев еден од ретките во влада кој што се залагаше против легализацијата на дивоградби. Како тоа ќе легализираме ние вили од пола или 1 милион евра во национални паркови? Ама не знам, биле во третиот, биле во вториот. Јас бев тој кој што се бореше против, имаше еден обид за приватизацијата на дел од царинските надлежности, например, на царина. Тоа не се оствари. Имав јас битки внатре. Повеќето ги губев, некаде успеав. Ќе успеев повеќе ако коалицијата зависеше од мене. Јас бев случаен политичар или политичар активист и се борев за своите принципи. Некогаш дури имаше толку точки со кои што имав проблем, морав да изберам за да не бидам, за да не бидете фигура во некоја една влада, веројатно ќе треба да направите политичка партија, да не размислувате. Јас сум овде за битка. Ја не мислам дека од нас од небо ќе ни падне подобра Македонија. Јас исто така не мислам дека спасот ќе дојде од еден човек, како што и виновникот не е. Никогаш не е еден човек. Мора сите да се вложиме. Јасно ми е дека ситуацијата е грда и луѓето првиот инстинкт им е не ќе да гледаат, бегаат од таа реалност и криваат раце. Меѓутоа, судбината на нашата земја е пред се во наши раце и целосно зависи од тоа колку сите од нас ќе се вложиме. Вашата фела, новинари, академската фела, државните службеници, бизнисмените, работниците, сите заедно. Рековте да сте министер за надворешни на Бугарија, би си поднале веднаш оставка заради оваа негаторска политика кон помала земја. Примитивно е, антицивилизацијски. Да сте сега на позиција во македонската влада, што би направиле? Би ги прекинале разговорите со Бугарија? Како до нормализација на односите? Постои ли рецепт? Нас ли треба пред се да избегаме од оваа панична, нели со страф, една автоцензура просто имаме. Утре ќе дојде ден, ќе се извинуваме уште пред нешто да се случи. Да го почнуваме денов со извинување кон Софија, случајно нешто да не се случи. Значи да се тргнеме малку од таква ужасна негативна еуфорија, да се смириме, мора да седнеме широко и
политика, невладени организации, општественици, активни луѓе, опозиција и власт и да видиме како да излеземе од овој чвор. Јас мислам дека ни е должност тоа што гледаме на патот ризици. Никаква правна гаранција нема дека ова воопшто води кон Европската унија. Ова со историјата, ако е услов, Бугарија го смета за услов, можам 1000 пати да се потпишам. Милков, ако дојде некогаш во Скопје, прашете го, ќе ви каже апсолутно. Работата на историчарите е услов. Дајте да видиме што да направиме со тоа. Едно решение е, ако веќе станало европска тема, а била билатерална, нека биде и форматот европски. Нека влезе некој европски олеснувач или олеснувачи да седат заедно со македонските и бугарските историчари. Ова со идентитетот. Ако Бугарија има црно на бело изјава, вие сте вештачки, дајте малце другиве членки нека помогнат. Берлин и Париз нека си дадат своји национални изјави, француска и германска, каде што ќе речат за нас македонскиот јазик е дел од богатството на европските јазици и се радуваме на денот кога македонскиот јазик ќе стане еден од официјалните јазици на Европската унија. Тоа нам ќе ни помогне. И конечно, за ова со амандманите, врзано е со негацијата. Ако успееме Бугарија да стане европска Бугарија, во политичка смисла, има многу бугари кои имаат европска визија, меѓутоа официјална Софија, да крене раце од таа амбиција на негација, да седнеме да разговараме и за тоа, за бугарите во уставот. Можеме и да ја смениме политичката реалност. Европските заклучоци немаат, они велат ова уставнива процедура да се заврши. Еве да гласаме денес за бугари во устав, меѓутоа да влезе во сила штом стапиме во Брисел како членка. За да има и Бугарија мотивација да не поддржува и тоа да се случи. Зошто тогаш толку упорно се прават сите обиди и напори, еве ново парламентарно мнозинство ќе се формира, се окрупнува се прават обиди да се окрупни со цел да се истуркаат тие. Тоа е прашање за веруваат ли тие што ги туркаат тие процеси дека последно барање ќе биде внесувањето на бугарите? Се сомневам. Зошто го прават тоа? Па толку вложија во ова, сите карти им се во таа кошничка. Веројатно немаат друг избор, затоа се во оваа паника сега што се случува со Бугарија, затоа со извинувањава, Но потоа ќе се врати тоа како бумеранг на следното вето. Ќе се врати. Меѓутоа надежта е дека тоа следно вето ќе биде после следните избори, можеби. Не знам каква им е надежта. Господин Димитров, низ разговорот забележав неколку пати ја ославувате државата Македонија и при тоа не го почитувате договорот кој сами вие го потпишавте. Договорот од Преспа ве обврзува да ја нарекувате државата во ваши настапи, односно како официјално лице. Не знам зошто велите Македонија, а не Северна Македонија? Договорот од Преспа има една одредба која што вели, се разбира, овој договор е во официјална комуникација. Не влијае на тоа како македонските граѓани ќе се ославуваат државата. Така што јас кога велам Македонија, тоа е во согласност со Преспанскиот договор. Мене не ми пречи. Јас го потпишав и денес пак би го потпишал Преспанскиот договор. Затоа што нашата Македонија е дел од поголем регион, нашата територија е во северниот дел од регионот Македонија. Ние не се прекрстивме во Тунгузија, нашето име е Македонија, имаме географска дистинкција, при тоа Грција го прифати нашето право на самоопределување по член 7. Ние сме си македонци, таму ни е и јазикот, македонски јазик. И затоа мене ми се чудни обидите, од двете страни ги имаме на политичкиот спектрум. Ги напаѓаат и францускиот предлог и Преспанскиот договор. Суштината е многу различна. Ние од таму излеговме како македонци и македонското прашање го затворивме со Грција. Но не мислите дека тогаш бугарите пораснаа бугарските апетити, велики си македонците се подготвени да го променат името на државата, веројатно ќе бидат подготвени да го отнат се во име на таа Европа. Не мислите дека тогаш со тој договор што го потпишавте вие ги изголемивте апетитите на бугарите? Мислам дека ги изложи, бидејќи од тој спор излеговме како македонци кои зборуваат македонски јазик. И еден ден и со Бугарија ќе го затвориме македонското прашање и ќе излеземе како македонци кои што зборуваат македонски јазик и тогаш ќе има една вистина голема Бугарија во европска смисла, не во територија. Оти како го третирате својот сосед, кажува колку сте големи вие. И не може, не само што не е научно, примитивно е
народите да се делат на природни и вештачки. Дрво може да биде природно или вештачко. Сите народи се општествени конструкции. Во таа смисла сите народи се вештачки. Ама таа терминологија е од природните науки. Нашиот пат низ историјата, пред балканските војни, двете светски, југословенското време, целиот тој контекст е наш контекст. Имаме допирни точки со нив, имаме и разлики. И не е, како да ви кажам, просто е нечовечки да одите и на некому друг, еве јас вам да ви зборувам за вашиот идентитет. Тоа е ваша работа. Во однос на Преспанскиот договор уште едно прашање не се почитува од грчка страна. Еве на пример еден едноставен пример, сигнализацијата на патиштата, сообраќајната сигнализација, меѓународните знаци не се променети и тука тина се вади на локалната самоуправа, иако договорот е меѓудржавен и јасен во таа насока дека треба Македонија да се бележи како Северна Македонија, а не како ФИРОМ, односно се уште нема никаква сигнализација, сите што биле во Грција и последниве денови го забележале тоа сигурно. Пречи тоа, јас имав план дури да се сретнам со Дзидзи Костас, тоа е гувернерот на централниот дел од Грчка Македонија, кој што е од Нова демократија, меѓутоа тогаш излегов од влада и така натаму. Пречи тоа и тоа е проблем. Меѓутоа, заради компромисот, тоа што Преспанскиот договор го заштити тоа што нас не беше најважно, македонскиот идентитет, а ја направи дистинкцијата меѓу двете Македонии, што на Грција и беше најважно, тој со текот на времето, без разлика на сите проблеми што се уште постојат и обстојуваат, не сите меѓутоа дел, ја смирува работата. Ја смирува тензијата, барем тоа е моето чувство. За разлика од овој пакет со Бугарија ја разгорува. Зошто ја разгорува? Бидејќи не е компромис, бидејќи е преедностран. Не можете да решите проблем меѓу двајца комшии ако нема да ги адресирате клучните работи на двете страни. Ето, официјалните страници рекоа дека работата. не е тоа автентично, туку дека тоа го готват руски агентури. Единствена држава на европскиот континент која што покрај Путинова Русија, Путин во контекст на нападот на Украина тие денови имаше едно големо излагање, долго, каде што каже дека украинците се креација на Ленин, дека украинскиот јазик не е јазик, дека украинците се во суштина грешка на историјата. Единствена држава друга која што има таков наратив, таква приказна, такви гледања на свој сосед е официјална Бугарија денес. Членка на Европската Унија, замислете. Дека ние сме креација на Тито, Радев рече нема да дозволиме легитимирање на македонизмот во Европската Унија, бугарите не биле тука. Прашањето беше дали руски служби работат на теренот и ги подгреваат нетрпението меѓу двете земји. Ако зборуваме за влијанието на Русија, тогаш не може да не анализираме како тоа наративот е потполно еднаков. И е предсе националистички и ревизионистички. Пречи ова што овде има народ, замислете, ние сметавме дека тие ќе се разбудат утре и ќе кажат дека се бугари. Што мислите во таа насока на размислувањето на официјално Скопје да прогласи персона нон грата некои бугарски европратеници или генерално политички фигури кои шират говор на омраза? Тој рече, дојде овде и рече Македонија е бугарска. Тоа се територијални претензии. И мислам дека мора да се однесуваме како држава. Треба да престанеме да се однесуваме како бугарска провинција. И ако некој каже, ако има некои територијални претензии, апсолутно во целосно легитимно е да преземеме мерки. Меѓутоа, целата таа политика потекнува пред се од првото. Да се соочиме со реалноста дека уште имаме проблем со Бугарија што нема да го снема ако се преправаме дека не постои. Не е одговорно никому, дури и на Бугарија не оди во прилог. Ние таму треба да ги разбудиме тие со европска визија и треба
да ги ставиме во нашата позиција. Како бугарите би се чувствувале ако нивен поголем сосед им рече: ама вие не сте ни народ. Вашиот јазик не е ни јазик. Да ги ставиме малце во наша позиција, па да почнеме да пробаме да го, бидејќи првиот обид не успеа со договорот за пријателство, сега малце очигледно треба подлабоко да се влезе. Од таму почнува да пробаме нив да ги разбудиме, ништо не правиме од тоа. Се однесуваме како недоветни. Господин Димитров, ви благодарам многу за гостувањето. Убав ден и се извинувам за малку страстно, мислам. Да, емотивно. На крај беше, меѓутоа боли прашањето. Благодарам уште еднаш. Поздрав до гледачите.